Општините се подготвуваат за реална децентрализација, но таа не е можна без поголема финансиска стабилност. Од тука повеќето градоначалници на интензивните средби кои деновиве ги имаат со владата, бараат прво повеќе пари, а потоа и поголеми одговорности. Особено да се продолжи процесот на фискална децентрализација, значи нашите очекувања се зголемување на фондовите кон општините по разни основи, како на пример по основ на ДДВ, кој што и порано е дискутирано и се надевам дека ќе заврши позитивно со цел да можеме да ги исполниме и програмските определби, да ги задоволиме потребите на граѓаните. Децентрализацијата како процес се спроведува веќе 20 години, но реално многу малку е направено, па општините и понатаму се зависни од централната власт. Секако дека, како и секоја локална самоуправа, и ние како општина Кочани имаме барање до централната власт. Најголем дел од одлуките, односно од барањата се однесуваат на решавање на покрупни инфраструктурни проекти кои ние како локална власт не сме могли сами да ги решиме. Најавите се дека со префрлање на ингеренциите ќе се почне уште од јануари наредната година. До тогаш мора да се реши што ќе се случува со оние општини кои реално немаат капацитет за повеќе обврски. Токму затоа е оваа комисија која што ќе се формира, точно да процени, заради тоа што не може линеарно да повлечеме линија и да кажеме дека секаде под исти услови ќе се превземат истите институции, некаде ќе останат заради тоа што општината нема капацитет, ќе останат под централно ниво. Кога ќе биде подготвена општината, тогаш ќе се преведе заради тоа што не смееме да направиме одреден јаз кој што ќе направи дисбаланс и диспропорција на функционирањето на самите општини. Идејата на децентрализацијата е граѓаните да можат да добиваат повеќе и поквалитетни услуги во местото на живење. Локалната самоуправа е исклучително важна за граѓаните. На крајот на криштата довербата која што граѓаните стекнуваат према институциите на системот оди директно преку единиците на локална самоуправа и затоа мораме сите многу по-одговорно да работиме во таа насока, да ги подобруваме капацитетите на единиците на локална самоуправа. Доколку се обезбедат повеќе пари, поголемиот дел од општините без проблем можат уште на 1 јануари да го преземат менаџирањето со институциите од областа на културата, со образованието, шумите, пасиштата и земјоделското земјиште. Вториот рок за преземање на повеќе надлежности за општините е 1 јуни 2020 година.